Колку кила си ослави? 4. За колку време? 5 дена, мислам дека. За 5 дена 4 кила. Интерпретација на, да кажеме, некое улично дело, затоа се викаат и стрит сјут. Добро вечер, драги гледачи! Ме киднапираше господинот Томислав Стаменковски Тофиловски од удобноста на мојот стан и идеме во Велес, кај што треба да се соочи со неговиот противник. Ќе биде борба на титаните. Тешко ми е. Како се осеќате? Потресено. И вагата не знам дали ја земав. Како бе вај? Абе немој се вај. Ти ми викаш не откриве. Ја пробувам веднаш да те слушам, он вагата. Добро, извини, готово. Да, ја па ајде, ете добар слушам овако. Ја еба работата. Идеме во Велес. Што ќе правиме ќе видите. За да биде достојна борбата и на противникот, мал буст му носиме. Да земам ракавици да се размаваме таму? Земи. Ајде. Сега идеме на фајт. Двете буциња и Фичо како судија. Нека победи пославиот. Абе, а вага немате? Како бе без вага? Па ќе го направиме офишал мерење. Па добро се, unofficial. Сега unofficial мерење. Сега тако од охот ќе се мере. Од охот. Абе, у тератана доле нека ве мерат. Јама ти Свети Ранецов. Моторчиски. Шо она пецуркана, бе? Пецуркана, шо онда шо? Само кај што снимавме. Па кај пецур... А, бе, ко пецурка личи. Лева ќе го малку. А и десната на него ќе. Море и двете зачукај го одма. Директ. Чекай да ставам барем, стой да ставам барем. Еј, десната ми е да ја Која ти се паднала таа? Еј ми вира, лева. Ова му попустам. Ова му попустам дека на гости. Новиот контроверзен. Ај. Не знам дали ќе го разбереш, стварно е контроверзен, дупла игра е малце. Си биле Бетмен? И Робин. Не. Си биле Бетмен, Стефан Лазаров и Иван Либеро. И ништо, Джокер тепал. Ова не е за влог. Каква сала, бе? Боље сала, И стварно си влагаш. И каква ложа, замисли од дека на гледам да. такмица. И вака мафташ. Јован Кабас. Многу е. А добро е сало, стварно. Многу добро. Многу е. Ке си идеме ли дома се? А? Пепскиот да го поздравим. Носиш са, низ Велес ме шеташ по некои темни улички. Денјак идеме. Те не киднапираат негде. Колку кила си ослави? 4. За колку време? 5 дена, мислам дека. За 5 дена 4 кила. Брат, Слим Бустер пијам. И Слим Милот забајле за дорече. Па ти, реално, ако не ја усереш работата, свој континуитет, Ќе стигнам до 9. не, ќе намалиш со слабење, значи, Сега- оптимално е 7 до 8 кила бар на почетокот месечно, ако се овакош. Па и тоа е многу додушно. Јас сум малку над оптимално, бидејќи имам одвишок за слабење и мислам дека нека биде, никако ништо друго, првиот месец 10, не мора 8 да ослабам. Може? Не мора 10, 8 да. Сет. Ама Ама да не забушаваш. Па нема да са бали од 9 на водно идам, ќе ставам стој. Да стоиш. Готово. Ама шо ќе јадеш е многу битно. Па што ќе јадам? Кога ќе идам на водно ништо, фактички ќе се напијам Slim Booster, ќе се качам на водно, ќе се вратам, ќе се туширам, ќе седнам на компјутер, едно дека
сат и пол ќе потрошам, уште 2,5 сати барем, па после ќе си направам еден слимил, грчки јогурт, една доза слимил, ставам малку водичка, кршам лешници и бадеми, ги ставам, мешам и имам, шо имам? Онакви замрзнати овошки, ама све ги заборам да ставам. Не, добри се Манини. ти, ама тие од фриз стај ги у фрижидер да се одмрзнат, а ладни да бидат. Не знаеш колку Ама е. ја, брат, кога ќе го направам тоа, толку ми е убаво, нема и ги заборам горе од фрижидер, да ги од замрздивач. И ги немам отворено. Епа вечер стај ги бе, вечер у една тацна стај ги у фрижидер. Епа сега ќе ги И ставам. утре таман ќе те видат после ова. Ето. Идам да ги земам за новата колекција. Првите панталони се готови, што ги имам нарачено, пошто правиме нова колекција која ќе се вика District 001. Ќе има комбинација исто од drop crotch oversize панталони, меѓутоа ќе иде посебно. Дека првата колекција е Capsule 001 со стрит сјутови и дат исклучиво комплет со Hyper Stretch премиум материјалов. А додека District 001 ќе биде посебно панталони oversize без ластик доле смкнати со памучни мајци, исто oversize box fit, со ќе имаат мал принт на градите, минимален. Ги имам спремно, ќе бидат многу јаки. Сега ми е првиот тест за панталоните и сакам паралелно да ги извадиме како втора колекција на 137. И ќе си се продаваат посебно. Тоа ќе биде, да кажеме, поише за преку ден некоја шема, додека стрицју, тоа е малце поелегантна варијанта, интерпретација на улично дело, затоа се викаат и стрит сјут. Мислам дека многу јаки ќе искочат. Сега треба да ги земам готови ми се првите панталони, имам два различни материјала кои треба да ги користиме, ќе видам кој ќе ги одлучам. Панталоните, а мајцата мислам дека петок ќе биде готова. Материјалот е врв за мајцата, знам тој таков сличен имам Марко Филип уште пред 10 години користено, тоа е 92% памук со 8% еластин, меѓутоа е доста дебел. Не е 300 грамски, пошто барав 300 грамски да биде памукот, околу 200 и нешто е, мислам дека, ама е страшно добар. Така да со мајцата немам проблем. Само треба да идам принтот. Сликата прва ми е спремна. Ќе биде малечка, тука планирам, така толкава прилика, ама ќе биде многу јака. Така да у петок ги земам тие, се идам панталони да иземам, за да ги одобрам, пошто панталоните исто треба да бидат панталони смкнати, дроп крош, доле ќе бидат без ластик, као фармерки од прилика некој стил сличен, малце посмкнати тука, и го има само логото горе, измеѓу врвците, која е везано, тие прешивки направивме квалитетни исто. Така да тоа и петок имаме состанок со сеньори да дефинираме за нова колекција и што точно како правиме. Готови беа и двата пара панталони, тоест еден модел е со два различни материјали за да утврдам со кој подобро ќе иде. Меѓутоа беа малце подолги од тоа што сакав и ги оставив да се скратат и да се модифицираат да бидат перфектни. Така да ќе ги земам или утре или задутре му доаѓа и панталоните, мајцата ќе биде готова и тоа наредно во наредниот влог ќе го снимам, ќе ги покажам како изгледаат и како иде припремата за принт на мајцата. Искочев дистарцам, очигледно. Ова видео завршува тука, а во последниот блок идам на состанок со сеньори и лансирање на новата колекција на 137. Нема ништо поубаво од трчање у темница, кога е празно и тивко. Се гледаме во следниот блок.